Почитувани, народот на Република Македонија е горд, умен и има капацитет самиот да одлучи како ќе постапи на 30 септември. Граѓаните знаат сами да одлучат во каква Македонија сакаат да живеат. Од одлуката на граѓаните може да се плашат само политичари кои имаат црни дамки и кои знаат дека тоа што го сториле е погрешно и предизвикува долгорочна штета. Зошто на Заев му пречи повикот граѓаните сами да одлучат како ќе постапат? Дали ги подценува дека не се способни или е свесен дека тие увидоа дека единствените вредности кои ги застапува картелот се вредностите на мафијата? Почитувани, наместо за капитулацијата на Република Македонија, чие уставно име е недостоен да го изговори, Заев рекламира лажни вредности. Според кампањата, ништо Заев не треба да направи, а народот ќе се лечи надвор, младите ќе се образуваат надвор, зошто било кој што би работел, пари ќе се слеваат секој ден, што ќе ни се нови инвестиции, фабрики, раст на БДП. Само вие продадете си го името, идентитетот, достоинството. Веднаш Заев ќе стане чесен, Андјушев нема да чепка во фондовите, Филипче во тендерите. Ваква манипулативна кампања со пореки полни со лаги какви што води Зоран Заев и неговата капитулантска криминогена свита е срамна за било која држава. Уште посрамно, најмалку ја заслужуваат граѓаните на Република Македонија. Сите обврски кои ги содржи текстот на овој така наречен договор паѓаат на грбот на македонецот и на Република Македонија. При тоа спротивно на сите национални и државни интереси, на сите црвени линии, Заев ги прифати сите грчки условувања кои и Атина не верувала дека некогаш ќе и бидат исполнети. Договорот е толку едностран што Грција нема никакви обврски, нема ништо повеќе од она што Грција го имаше како обврска во времената спогодба од 1995 година. Договорот е до толку антимакедонски што предвидува бришење на придавката и забрана за употреба на терминот Македонија и во целосна внатрешна употреба. Договорот е прифаќање на грчка ревизија во литературата, учебниците, науката, замислете во суверена независна држава Република Македонија, што е полошо и од асимилацијата спроведувана врз преостанатите македонци во Грција. При тоа, со ваков така наречен меѓународен договор се забрануваат врските, па и семејните, од двете страни на границата на македонците. Едните македонци се со хеленско потекло, култура и наследство, а другите се од таа нова, сега креирана вештачка нација во Северна Македонија. Бидејќи со договорот се креира нова нација, вештачка нација, со нова историја, померка и замисла на соседите. И тоа ќе трае со години, се до системско исчистување на се што некогаш значело Македонец и Република Македонија. Почитувани, ова не се европските вредности врз кои се темели Европската Унија. Ова не е договор кој што ќе ја затвори балканската Пандорина кутија. Ова е само почеток на нови кавги, нови несогласувања, нови блокади. Почитувани, само за минливи и површни актери во политиката, ова е наметнување на добро соседство и на овој начин се гради пријателство. Капитулантскиот договор ги навредува интелигенцијата и достоинството на македонецот. Ова е договор за Северна Македонија со јазик и народ во фуснота. Вистината која Заев и капитулантската свита секојдневно ја кријат е дека во цело се брише се со што македонците се поистоветуваат, со што се гордеат, со што се идентификуваат, од каде го црпат колективниот и индивидуалниот идентитет. Република Македонија, македонците од минатото, сегашноста и иднината не заслужуваат вакво газење на врз достоинството какво што им се прави со овој договор. Република Македонија не заслужува да биде цел на манипулација за референдум за нејзино укинување. Ви благодарам.